Добро вечер. 20 часот редовен термин за дневник на регионалната К1 телевизија. Македонија тагува по сумината полициски службеници кои во акцијата за разбивање на терористичката група во Куманово ги загубија своите животи. Македонија загуби 8 на херои: Жарко Кузмановски, Сашо Самуиловски, Ненад Серафимовски, Исмеедин Османи, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Љубиша Арангеловиќ, Горан Стоименовиќ, се 8 бранители кои го дадоа животот за Македонија. Слава им! Во теќе седницата на Советот за безбедност во проширен состав, што председателот на државата Ѓорѓе Иванов ја свика по терористичкиот напад во Куманово. На седницата покрај председателот Иванов присуствуваат председателот на Републичкото собрание Трајко Велјановски, премиерот Никола Груевски, министрите за одбрана, за внатрешни работи и за надворешни работи Зоран Јулевски, Гордана Јанкуловска и Никола Поповски, како и членовите на Советот за безбедност Вели Креци, Флора Кадриу и Насер Сејдини. Најавено е по состанокот председателот да се обрати до граѓаните на Република Македонија. Премиерот Никола Груевски на пресконференција соопшти дека македонската полиција имаше досега најсложената и најтешката операција. Во продолжение снимка од пресконференцијата на премиерот. Вчера и денес Македонија има многу тешки денови. Јас лично ги имам моите два најтешки дена. Терористичка група од над 40 добро вооружени лица, илегално влезена во Македонија, сместена во една кумановска населба, беше со намера да извршува крупни терористички напади врз државни и цивилни објекти, врз полициски станици, шопинг молови, спортски надпревари и слично. Вчера и утрово, во речиси непрекината 28-часовна борба, според кажувањата на стручните лица во Министерството за внатрешни работи, со подолг стаж, команданти на единиците и лица кои биле активни и за време на борбените действија во 2001 година. Македонската полиција имаше досега најтешката, најсложената и најкомплицираната операција. Активноста која крајно професионално, одговорно и посветено ја раководеа професионалците во МВР и во која македонската полиција, составена од полицајци од сите етнички и верски групи, вклучувајќи покрај македонци и албанци, турци,
Роми, Срби, Бошњаци, Власи и други етнички заедници. Изведе високо професионална, патриотска и херојска акција, со која успеа да ги неутрализира терористите кои планираа масовни убиства во Македонија, со цел незина дестабилизација. За жал, 8 полицајци ги загубија животите. Сашо Самојловски, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Исамедин Османи, Љубиша Арангеловиќ, Горан Стојменовиќ, Жарко Кузмановски и Ненад Серафимовски се имињата на загинатите бранители. И во оваа прилика го изразувам моето длабоко сочувство до нивните семејства, колеги и пријатели. Загубивме 8 луѓе, кои заедно со нивните колеги, полицајци, спречија убиства можеби на 8.000 луѓе. Свалај. Нивниот патриотизам и херојство ќе биде пример и водилка на многу наредни генерации. Нивната жртва нема да се заборави. Покрај убиените, ранети и повредени се уште 37 други полицајци, кои најголем дел доцна синоќа ги посетив низ скопските болници и клиники. Најголем дел од нив се со полесни повреди и лекарите ме уверија дека тие многу брзо ќе се вратат кај своите семејства и блиски, како и на своите работни места. Сакам и ним, како и на загинатите, да им изразам јавно почит и благодарност. Исто така, дозволете јавно да се заблагодарам и да честитам на сите припадници на полицијата, кои вчера и денес утрово учествуваа во оваа активност, која, како што кажав, професионалните лица со кои вчера имав комуникација ја оценија за најтешка, најкомплицирана и најсериозна операција на полициските сили на Република Македонија до сега. Активноста беше дотолку потешка што покрај агресивноста на терористите и исклучително тешкиот урбан и многу густо населен терен, како и опасноста да се повредат цивили, ја направија ситуацијата уште потешка. Дозволете да ја потенцирам и мощне значајната подршка на лекарите и целиот медицински персонал, кои вчера и денес неуморно, пожртвовано и крајно професионално се вложија себе си, да им помогнат на ранетите полицајци. Благодарност и до сите останати кои во овој период помогнаа на оваа полициска активност, како и до сите граѓани на Република Македонија, од сите етникуми и вери, кои покрај големиот гнев и болка ја задржаа присебноста и самоконтролата и не повлекоа чекори со кои дополнително ќе ја усложнеа и така крајно сложената состојба. Во текот на вчерашниот ден имаше некои медиуми и поединци кои пуштаа многу шпекулации и невистини, а кај добар дел од нив имаше обид да се навлече гнев кај граѓаните албанци во Македонија. Но граѓаните албанци во Македонија не наседнаа на овие провокации, а терористичката група не доби подршка од нив. До нив сакам да упатам една порака денес, а тоа е дека ова не е македонско-албански судир, туку судир на лица кои не и сакаат добро на државата и на нејзините граѓани, и на лица кои ја чуваат државата, уставот и уставниот поредок и безбедноста на сите граѓани во неа. Нивното дејствување носи само штета, како за македонците, така и за албанците во Македонија и во регионот. На лицата, чии домови беа вчера оштетени заради акцијата на полицијата, освен првичната хуманитарна помош, ќе им биде извршена финансиска надокнада по извршената проценка. Околу 30 терористи, приклештени од одлучноста и од одлучната и професионална акција на полицијата, по повеќе часовен отпор, безусловно се предадоа, излегувајќи со бели знамења од нивните позиции каде што беа утврдени. Истите се уапсени и ќе бидат изведени пред суд и ќе им се суди според
македонските закони и пред македонските судови. За сега се пронајдени тела на 14 лица за кои се предпоставува дека се припадници на терористичката група и на чие идентификување се работи во моментот. Но увидот на терен се уште не е целосно завршен. Од првичните сознанија запознаje сум дека значаен дел од групата се лицата кои неодамна го извршија терористичкиот напад на полицискиот објект кај Гошинце. И првичните информации укажуваат и дека дел од лицата се учесници во неколку конфликти досега. Делумно во овој регион, а делумно на Блискиот Исток. Што укажува дека се лица со огромно искуство за геројско и терористичко војување. И се сметаат за најопасна терористичка група на Балканот. Нивната цел и мотиви ќе бидат предмет на понатамошна истрага, а во тоа веруваме дека од голема помош ќе биде и големиот број предадени и опсени лица. Едно е сигурно, дека барем една од намерите беше дестабилизација на Македонија. Во оваа прилика, дозволете да истакнам дека во текот на борбите постоеше безпрекорна координација меѓу државните институции. Во текот на денот беше извршена координација помеѓу раководствата на полицијата и армијата. Сите кои сме на одговорни позиции бевме во континуирана комуникација и координација. Во оваа прилика дозволете да изразам благодарност и до градоначалникот на Куманово за пораките и активностите во текот на оваа операција. Апелирам до сите кои во вакви моменти ја напаѓаат опозицијата или власта заради дневно политичка конфронтација, а на оваа тема, барем за време на вакви операции и состојби да ги прекинат тие активности, бидејќи во такви моменти потребно е единство на државата. Слушнав дека имало коментари за неопходноста на акцијата или дали бил добро одбран нејзиниот тајминг. Неопходноста и тајмингот беа одредени по преходно добро прибрани информации и направени анализи, и секое понатамошно одвагање носеше нови ризици. Денеска и утре владата ги прогласи за ден на жалост за загинатите 8 бранители. И јас ќе се возражам од коментар за односот на некои политичари од земјата и од странство и на некои така наречени новинари. Да се коментира за професионалноста на учесниците и нивните старешини, без да се види како и под кои услови била изведена активноста. Да се борат за политички поени на грбот на жртвите и ранетите. Да се испраќаат заканувачки пораки заради дневно политички поени е крајно кукавички чин. Но тоа ќе го оставам за некоја друга прилика. Благодарност до сите оние кои во овие тешки моменти понудија или пружија своја помош. До илјадниците граѓани кои во текот на вчерашниот ден до сите нас се понудија за помош со најдиректно нивно учество и превземање ризик. Почитувани граѓани, Македонија има сила. Македонија има сила да продолжи да чекори напред и да напредува. Ваквите лица и настани нема да ја одвратат Македонија од незиниот зацртан пат кон стратешките цели на државата и на сите нејзини граѓани. Состојбата во Дива населба е стабилна, акцијата во Куманово е завршена, а терористичката група е комплетно разбиена, соопшти МВР. Бројот на мртви во престрелките во Куманово расте. На пресконференцијата портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски потврди дека засега 8 припадници на МВР го загубиле животот. Тој информираше дека 37 се повредени во акцијата, а во истата нема повредено цивили. Состојбата во Дива населба е стабилна, акцијата во Куманово е завршена, терористичката група е комплетно разбиена. Според сомненијата, лидери на оваа група се озлогласените Мухамед Красничи, така наречен командант Малишева, Мирсет Надрецај, така наречен командант НАТО, Сами Укшини, така наречен командант Соколи, Бег Ризај, алијас командант Бегу и Деме Шеху, алијас Юнику. Сите петмина се косовски државјани и се доведуваат во врска со формирање на бројни терористички и екстремистички групи во регионот, односно фигурираат како основачи на паравоени структури. Според првичните сознанија,
Тројца од нив синоќа и се предадоа на полицијата, но се уште се работи на потврдување на нивниот идентитет. 14 мртви тела на терористи во униформа пронашла полицијата. Министерството работи на идентификација на загинатите терористи. Групата броела повеќе од 40 на души, од кои повеќе од 30 се предале. Од првичните разговори дел од нив посочува дека групата започнала да влегува во Република Македонија и да се утврдува во земјава на почетокот на месецов, подготвувајќи се кон средината на мај да отпочне со терористички напади кон цивилни и државни цели. По престрелките кои се случија у Тринава со последните членови на групата, за жал се зголеми бројот на настрадани полициски службеници, како што веќе знаете. Котевски информираше дека на лице место пронајден е голем арсенал на оружје, кој ќе биде подигнат и предаден на натамошно вештачење. Терористичката група, која беше стационирана во неколку објекти и представуваше закана по безбедноста на граѓаните на Република Македонија, е целосно неутрализирана и елиминирана. Министерството за внатрешни работи во овој момент може да соопшти дека операцијата во Кумановската дива населба е завршена. Терористичката група која беше стационирана во неколку објекти и представуваше закана по безбедноста на граѓаните и на Република Македонија е целосно неутрализирана и елиминирана. Станува збор за една од најопасните терористички групи кои беа закана за целиот регион и која изминативе години беше инволвирана во бројни напади, а нејзините членови беа предмет на меѓународни потерници за најтешки кривични дела. Според сомненијата, лидери на оваа група се озогласените Мухамед Красаники, така наречен Малишева, Мирсат Надрецај, така наречен командант НАТО, Сами Укшини, така наречен командант Соколи, Бекризај алијас командант Бегу и Демешеху алијас Јунуки. Сите петмина се косовски државјани и се доведуваат во врска со формирање на бројни терористички и екстремистички групи во регионот, односно фигурираат како основачи на паравоени структури. Според првичните сознанија, тројца од нив синоќа и се предадени на полицијата, но се уште се работи на потврдување на нивниот идентитет. Во овој момент не можеме да заклучиме дека има и други загинати терористи со оглед на фактот дека објектите од кои ја напаѓаат полицијата се значително оштетени и можно е во одредени простории кои дополнително треба да се проверат да има уште тела. Овие објекти се обезбедуваат и во тек е увид на лице место. Првично е пронајден голем арсенал на оружје кој ќе биде подигнат и вештачен. Како што веќе соопштија, во текот на вчерашниот ден полициските сили им се предадоа на повеќе од 30 на терористи, главно македонски државјани и еден албански државјанин. Истите се предмет на обработка на службите и против сите нив ќе биде поднесена кривична пријава поради сомнение дека сториле кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Дел од овие лица, македонски државјани и претходно се кривично гонети за најтешки кривични дела како убиства, разбојништва, тешки кражби и други дела од областа на насилниот криминал. Од првичните разговори дел од нив посочуваат дека групата започнала да влегува и да се утврдува во земјава уште на почетокот од месецов, подготвувајќи се кон средината на мај да отпочне со терористички напади кон цивилни и државни цели. По престрелките кои се случија у Тринава со последните членови на групата, за жал се зголеми бројот на настраданите полициски службеници. Животите ги загубија 8 на припадници на специјалните единици, а 37 беа повредени. Дел од терористичката група денеска беше изнесена пред Основен суд Скопје 1. Првата група осомничени терористи денес беа изнесени пред Основниот суд Скопје 1. Тие се дел од групата која по 16 часовна вооружена пресметка се предаде на македонската полиција. По полициската акција во Куманово за разбивање на терористичката група, Министерството за внатрешни работи до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против определен број лица за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Според законот, осомничените во полицијата може да се задржат 24 часа, каде им ја земе исказ и направена е парафинска ракавица. Потоа со кривична пријава и докази се носат пред обвинител.
Крајната дестинација е судот, каде се одлучува дали ќе се одреди мерка притвор. Од обвинителството посочуваат дека по примената кривична пријава ги преземаат сите потребни истражни действија согласно законот, за што во интерес на истрагата јавноста ќе биде дополнително известена. Тетовци се простија од двајцата загинати полицајци. На православните гробишта во Тетово денеска попладне беа погребани двајцата полицајци кои го дадоа својот живот за Македонија. На православните гробишта во Тетово веднаш до партизанските денеска попладне беше погребан полицаецот Сашо Самоиловски, кој беше убиен во акцијата во Куманово. Покрај членови на семејството, повеќе стотини жители на Тетово, припадници на единицата за брзо распоредување, присуствуваа и представници на највисокото раководство на МВР, Гордана Јанкуловска, Сашо Мијалков и други. Предходно во Соборната црква Свети Кирил и Методи опело отслужи владиката господин Јосиф, митрополит на Тетовско-гостиварската епархија. Траурно изгледаше вчера родниот град на полицаецот. Немаше вообичаена живост како што обично се забележува, ниту од возила, ниту од пешаци. Луѓето очигледно разочарани од настанот во Куманово тешко ги преживуваат последиците. Сашо Самоиловски со семејството, сопругата Маја и керките Михаела и Мија, двете на детска возраст, живееше во Тетово. Тетовци не сакаат да зборуваат за случувањата во Куманово. Оние што се охрабрија нешто да речат, главно го осудуваат оружениот судир. Тешка е ситуацијата, не знам што значи ова, не сум сигурен што ќе се изроди, ни рекоа некои од соговорниците. На селските гробишта во Тетовска Брвеница беше погребан и жителот на ова село, Жарко Кузмановски, како што се дознава дека бил во единица на командна должност. Тој е татко на две малолетни деца, синовите Наум и Дарко, ученици во основно образование. Господин Стефан се обрати до јавноста, повика на мир и човеколюбие, единството нека биде наша сила и гаранција пред Бога. Единството нека биде нашата сила и гаранција пред Бога, да обстоиме на оваа земја, а боголюбието да го искажеме со човеколюбие, изнесе во своето послание поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Вчерашните случувања во Куманово потврдија дека кога ќе заборавиме на обврските кон државата и народот и кога партиските и личните интереси ќе бидат поважни, поинаку и не може да биде. Време е конечно да сватиме дека единството треба да биде нашата најголема сила и гаранција за нашето обстојување. Господ нека ни помогне да го разбереме тоа што поскоро. А во овој миг да си спомнеме и да се помолиме за здравје на повредените и за душите на загинатите. Господ да и дарува Царство Небесно, подвлече во своето послание денеска во Штип господин Стефан. Советот на општина Куманово денеска одржа вонредна седница. Одлучи да се формира кризен штаб, а ќе бидат отворени и прифатни центри. Денеска Советот на општина Куманово на седница одлучи да се формира кризен штаб. Поради големиот број на граѓани кои ги напуштија домовите или беа евакуирани, од полицијата ќе бидат отворени неколку прифатни центри. Општината одвои 2 милиони денари за вода, храна и средства за хигиена. Населбата во која се одвиваше полициската акција има околу 6000 лица. Училиштата Кочо Рацин, Карпош и 11 октомври се местата каде што ќе бидат стационирани прифатните центри, а доколку е потребно, луѓе ќе бидат згрижувани и во градинките и местните заедници. Советот донесе и одлука утре да не работат основните и средните училишта во Куманово. УЧК на својата Facebook страница објави фотографии од настаните во Куманово. УЧК на својата официјална Facebook страна објави низа фотографии со униформи на оваа терористичка групација, како и запалени македонски знамења. Видео снимката на терористите од Куманово на истоимената страна доаѓа во прв план, каде јасно и одблиску се забележуваат запалени куќи, густ чат и рафални истрели низ градот.
Делегација на Европската Унија во Македонија, како и Американската амбасада во Скопје, со реакции за полициската акција во Куманово и апели до граѓаните и политичките фактори во земјава. Делегацијата на Европската Унија во Македонија внимателно ги следи извештаите за полициската акција во Куманово, стои во кусото соопштение од Европската Унија. Се надеваме дека ќе биде избегната ескалација на тензиите, се истакнува во соопштението на дипломатската мисија на ЕУ во Скопје. Апелираат граѓаните и политичките фактори да останат смирени и да ги почекаат официјалните информации од релевантните надлежни органи. И Американската амбасада во Скопје изразува длабоко жалење за загубите на човечки животи во врска со акциите во и околу Куманово. Го изразуваме нашето сочувство кон семејствата на загинатите и оние кои се повредени. Ја следиме состојбата и сме на постојан контакт со властите и со политичките лидери. Ги повикуваме граѓаните да останат смирени и да дозволат утврдување на фактите, се вели во соопштението од амбасадата. Српскиот премиер упати телеграма со сочувство за загинатите припадници на полицијата во Куманово. Телеграма со сочувство и загриженост испрати и албанскиот председател Бујар Нишани. Путин и Меркел се сретна председателски избори во Полска. Српскиот премиер Александар Вучич упати телеграма со сочувство до премиерот Никола Груевски во која се вели дека Србија ги осудува сите обиди за дестабилизација на Македонија и регионот. Владата на Србија со големо внимание ја следи ситуацијата на северот од Македонија, а граѓаните на Србија можат да бидат спокојни бидејќи засега нема причина за грижа и Србија ќе умее да ја заштити својата територија и да го одбрани мирот и стабилноста. Српскиот премиер изјави дека во Куманово живеат околу 5000 срби, како и дека неколку српски семејства и околу 400 албанци побегнале во саботата на територијата на Србија. Тој порача дека на секој обид за провокација на територијата на Србија, државата решително ќе реагира. Министерството за внатрешни работи испрати дополнителни полициски сили на македонско-српската граница, како и уште 450 припадници на жандармеријата кои се распоредени во копнената зона на безбедност меѓу Србија и Косово. Српската влада по повод судирот во Куманово и настаните во Македонија за денеска закажа вонредна седница на Бирото за координирање на безбедносните сили. Албанскиот председател Бујар Нишани искажа загриженост околу состојбата во Куманово, апелирајќи на смиреност и почитување на меѓуетничките односи. Тој со голема загриженост ја следи состојбата во Куманово и нејзиното влијание врз стабилноста во соседната земја и меѓуетничките односи во Македонија. Шефот на државата искажува длабоко сочувство кон сите граѓани на Македонија, независно дали се албанци или македонци, кои загубија свои сакани, стои во соопштението од кабинетот на албанскиот председател Нишани и апелира до сите страни за воздржаност и зачувување на смиреноста. Тој порачува повеќе да се посвети внимание на меѓуетничките односи, почитувањето на Охридскиот договор во превземањето на потребни чекори и активности за смирување на ситуацијата и изведување на виновниците пред лицето на правдата. Постоечките проблеми во односите меѓу Русија и Западот имаат негативно влијание врз односите меѓу Москва и Берлин, а Русија ќе се стреми кон нивно решавање и враќање на соработката, изјави рускиот председател Владимир Путин на средбата со германската канцеларка Ангела Меркел, која што им оддаде почаст на советските војници загинати во текот на Втората светска војна и истовремено повика на соработка со Русија во моментите на големите тензии поради украинската криза. Германската канцеларка Ангела Меркел положи венец пред гробот на незнаениот јунак недалеку од Кремљ, денот како му се придружи на западниот бојкот и не присуствуваше на грандиозната парада на Црвениот плоштад по повод 70 годишнината од денот на победата над фашистичка Германија. Односите меѓу Русија и земјите од Европска Унија, вклучително и Германија, се на најниското ниво од падот на Советскиот сојуз поради несогласувањата за настаните и одговорноста за кризата во Украина. Прекинати се повеќе проекти од земната соработка, а откажани се или одложени многу билатерални настани.
Во Полска денеска се одржуваат претседателските избори на кои главен фаворит е актуелниот претседател Бронислав Коморовски. На изборите учествуваат вкупно 11 кандидати за претседател. Коморовски е кандидат на граѓанската платформа, партија на десниот центар, а негов најголем противник е Анџеј Дуда од партијата Право и правда. Според анкетата од 29 април за ТВ24, Коморовски има поддршка од 42% од гласачите, што не е доволно за победа во првиот круг, додека Дуда има поддршка од 27% од гласачите. Двете партии имаат корени во поранешното антикомунистичко движење Солидарност. ФФМ по препорака на МВР ги одложи плейоф над преварите од 30-тото коло од Прва македонска фудбалска лига. Скопскиот маратон одложен поради безбедносната ситуација. Маратонците истрчаа почесен круг за загинатите бранители. Повеќе детали за домашниот спорт Ангел Самараков. Фудбалската федерација на Македонија по препорака на Министерството за внатрешни работи вчера донесе одлука денешните плейоф над превари од 30-тото коло од фудбалската Суперлига да бидат одложени поради нарушената безбедносна ситуација и предизвиканите инциденти во Куманово и околината. Најпрво беше одложен дерби над преворот помеѓу екипите на Шкендија и Вардар, кој требаше да се одигра токму во Куманово, како и над преворот помеѓу Ранова Силекс и Работнички Металург, кои ќе бидат одложени за во вторник со почеток во 16 часот и 30 минути. Над преварите од плеаут групата ќе се одиграат денес во регуларните термини. И покрај одложувањето на годинешното издание на Визар Скопскиот маратон кој требаше да се одржи денес на улиците на Скопје, пријавените маратонци се одлучија да испратат порака за ненасилство, безбедност и мир во Македонија, со што истрчаа почесен круг во чест на загинатите припадници на Министерството за внатрешни работи во вчерашните акции во Куманово. Маратонците, меѓу кои имаше голем број на странци, истрчаа 9 километри на дел од улиците на главниот град и на кеот на Вардар. Организаторите утрово излегоа со соопштение со кое известија дека Скопскиот маратон ќе биде одложен, а дополнително ќе биде утврден термин за неговото одржување, кое треба да биде најмасовно во историјата. Ракометарките на женскиот ракометен клуб Вардар вчера доживееја тежок пораз во арената Ласло Пап на вториот полуфинален меч од Лигата на шампионите во Будимпешта против пресилната екипа на Будуќност со резултат 17:27. Првото полувреме го даде патникот во финалето, кога црвено-црните заминаа на одмор со 5 гола негатива, а во вториот дел Вардар ќе покажа идентична форма како и првиот дел. Единствена надеж им преостанува да го одбрана третото место од минатата година против екипата на Динамо Волгоград, која во првото полуфинале вчера загуби од норвешкиот представник Лаврик со 22:31. По полуфиналната разрешница, Будуќност и Лаврик се патници во финалето на најсилното ракометно женско надпреварување на стариот континент. Европско првенство на ридски патеки, Игор Стефановски со хет-трик и нов рекорд на патеката во Шпанија. Мерцедес дојде до двојна победа на патеката во Шпанија. Нико Росберг до првата победа. Меѓународен спорт. На вториот тркачки ден од Европското првенство по ридски патеки, европскиот првак Игор Стефановски дојде до третата последователна победа на патеката Субида Алфито во Шпанија. На двете денешни трки Стефановски имаше две најдобри времења, а на првата постигна рекорд од 3 минути 2 секунди и 17 стотинки. По трките во Франција и Австрија на кој беше прв, тој со хет-трик на почетокот од сезоната е на сигурен пат во одбрана на европската титула. Тимот сега има неколку слободни денови до следниот тркачки ден кој ќе се одржи во Португалија.
Германскиот возач на Мерцедес Нико Росберг дојде до првата победа во Формула 1 шампионатот од оваа сезона на патеката Каталунја, со што и дефинитивно се врати во борба за титулата. Откако уште на стартот останаа зад Себастијан Фетел, кој ја освои третата позиција, колегата на Росберг, британецот Луис Хамилтон, ја освои втората позиција на пиедесталот, со што тимот на Мерцедес освои двојна победа на трката во Шпанија. Вашингтон на домашен терен во драматичниот надпревар против Атланта, зголемија на 2-1 во полуфиналната серија мечеви од НБА лигата, победувајќи со 103-101. Пол Пирс со последниот свиреш на сирената со сензационален погодок им пресуди на јастребите. На вториот надпревар Мемфис победа со 2-1 во серијата, победувајќи на домашен терен на тимот од Голден Стейт со 99-89. Во продолжение проследете ја временската прогноза. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно!